Почитувани, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека наша задача е да ви информираме, да ви едуцираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје, да доставуваме корисна информација, пак на вас останува внимателно да не слушате и сето она што ќе го слушнете и како информација и како проблеми здравствени и како симптоми, секако ако се пронајдете да реагирате навреме, се со цел да навреме реагирате, се разбира, и да го спречите некој од заболувањата за кои што зборуваме секојдневно. Така ќе биде и денес. Ќе говориме за срцев инфаркт. Одговорен доктор, кој што веќе е на видео линк со мене овде во студиото, е доктор Игор Спировски, кој што е интервентен кардиолог и е од Државната клиника за кардиологија. Меѓутоа, пред да го поздравам доктор Игор и пред да го започнеме разговорот, секако би сакала да само да доставам некои информации во однос на кардиоваскуларните болести кај нас. Значи, вели вака: кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт на глобално ниво, не само кај нас, како што напоменав. Тие предизвикуваат повеќе смртни случаи отколку сите други причини заедно и ги зафаќа најмногу земјите со низок и среден приход. Во рамките на незаразните болести, кардиоваскуларните болести заедно со малигните заболувања се причина за речиси 3/4 за смртноста во европскиот регион. Проценките покажуваат дека најмалку 80% од сите срцеви болести, срцев удар и диабетес тип 2 може да се спречат. Секоја година кардиоваскуларните болести се причина за 17,9 милиони случаи на прерана смрт, а до 2030 година се очекува дека 23,6 милиони луѓе ќе умрат од овие заболувања. Ова се проектирани бројки од Светската здравствена организација, при што се очекува кардиоваскуларните болести да останат водечка причина за смрт во светот. Најчести ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните заболувања кои се поврзани со однесувањето се употребата на тутунот, физичката неактивност, неправилната исхрана и прекумерната употреба на алкохол, што доведуваат пак до 4 клучни метаболни физиолошки промени. А тоа се покачениот крвен притисок, прекумерната тежина или дебелина, покачен крвен притисок и покачен холестерол. И се разбира и покачено ниво на шеќер во крвта. Значителен број од смртните случаи се припишува на пушењето, односно на тутунот, кој го зголемува ризикот од смрт од коронарна срцева болест и цереброваскуларна болест 2 до 3 пати. Ризикот се зголемува со возраста и за жал е поголем кај жените отколку кај мажите. Доктор Игор, да ве поздравам. Ви посакувам првин добри дојде за прв пат во ваш термин. Многу ми е драго што остваривме комуникација и се надевам дека ќе имаме соработка и понатаму. И ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од оваа емисија. Ви благодарам на поканата и истовремено да ги поздравам сите гледачи на вашата емисија. Така, уште еднаш да потенцирам, че доктор Игор Спировски, интервентен кардиолог од клиниката од Државната клиника за кардиологија. Доктор Игор, говориме за срцев инфаркт. Вие сте интервентен кардиолог. Ако не секој ден, нели се соочувате со овој проблем, работите секојдневно на оние пациенти на кои што им е потребна нели интервенција во однос на срцевите инфаркти, прво да ни кажете како стојат состојбите сега моментално кај нас. Дали има некое зголемување или пак можеби намалување? Имаме интересна ситуација дека од моментот кога настапи пандемијата со COVID, приметуваме намален број на срцеви удари. Тоа беше во првите 3-4 месеци, кога за време на првиот бран, кога и првите локдауни кога беа, видовме на вистина драматично намалување на бројот на срцеви удари не само кај нас, него тоа го реферира и земјите од целиот свет. Например, Шпанија реферираше редукција на бројот на срцеви удари до 70% за време на оној бран, ако се сеќавате во пролетта. Сега бројот повторно лесно се зголемува како луѓето се раздвижуваат, меѓутоа оваа година веројатно ќе завршиме со помал број на срцеви удари од она што е, да кажам, стандардна ситуација. Дај Боже да е така. Ајде ние да започнеме нели дел по дел да ги одговараме оние прашања за да им доближиме на нашите гледачи што представува срцев инфаркт. Па ајде вака како за почеток, што представува срцев инфаркт? Прво морам да кажам дека срцето е мускулна пумпа која што има за задача да однесе крв до сите органи во телото и меѓутоа и самото тоа мора да користи исхрана.
користи исхрана преку своите артерии што го исхрануваат неговиот мускул, ние ги нарекуваме нив коронарни артерии, срцеви артерии. Такви има 3 големи срцеви артерии, една десно и 2 лево, кои што секојдневно му возможуваат на срцето да се исхранува и да ја завршува својата работа. Они од натрешната страна се покриени со мазна облога, која што ние нарекуваме ендотел, која што обезбедува да крвта непречено се движи низ нив и стига до мускулната маса која што треба да ја достави крв, односно храна. И секоја пречка во течењето на крвта низ тие коронарни артерии фактички предизвикува намалена срцева исхрана, а како најдраматично случување е фактички комплетна оклузија, односно комплетно зачепување на коронарната артерија, односно на артеријата што го исхранува срцето, и во такви услови дел од срцевиот мускул останува без храна. Тоа има реперкусија во смисла на прво клинички пациентот осеќа градна болка, која што ние нарекуваме ангина пекторис, и истовремено тоа прави да срцето во услови на недостаток на храна може да направи најразлични испади, односно компликации кои што може да бидат од до, каде што максимално изразена компликација е губењето на човечкиот живот, најчесто заради малигни аритмии, ние тоа ги викаме пореметување во ритмот на срцето што може да одведат до смрт. Тоа во со едно име се нарекува кардијак арест и фактички тоа е најопасното што може да се случи кај срцевиот удар. Иначе има и други голем број на компликации како пореметување во ритмот, блокови на срцето, нагла појава на акутна срцева слабост, повреда на срцето што ќе донесе до хронична срцева слабост во долги временски рамки. Така да срцевиот удар всушност престанува нагол престанок на проток низ коронарните артерии, односно нагол престанок на храна на срцевиот мускул кој се манифестира со градна болка. Веќе споминавте оној основен симптом за кој што секогаш кога говориме за срцев инфаркт го потенцираме, значи таа е таа специфична градна болка. Кои се другите симптоми? Еве можеме да кажеме и некои можеби предсимптоми кои што можеби може да се појават, па некако некои од оние наши гледачи или нели оние пациенти кои што имаат проблеми може да се пронајдат во некои од тие симптоми за да знаат па напреме да реагираат. Тука би поразговарале во 2 насоки. Првата насока е, како што спомнав, дека има 3 коронарни артерии. Запушувањето на било која од нив дава различна клиничка симптоматологија, иако ние нарекуваме градна болка. Меѓутоа, например, типично за десната коронарна артерија која ќе се оклудира е да се почувствува печење во градите, жежење во грлото, стегање во долната вилица, некогаш и болки, ние го нарекуваме епигастриум, тоа е делот на желудникот, и неретко некои од пациентите тие болки во таа регија сметаат дека се од желудникот и не доаѓаат навремено во вакви услови, додека левата срцева артерија, доколку се запуши, тога станува збор за силна градна болка, како преса на градите, која што пропагира во левото раме, во левата страна, во левата надлактица и се проектира до прстите на раката на левата рака. Значи, тоа е стандардна симптоматологија, може да биде пропратена со силно препотување, со ладна пот, и неретко кај запушувањето на левата коронарна артерија пациентот има такви болки што дури е загрижен за сопствениот живот. Значи тоа е сериозна болка која што не може така лесно да се отстрани и пациентот сакал не сакал веќе чувствува дека мора да побара некаква помош. Иначе кај некои пациенти кои што се со покачен шеќер, кои што како што знаете, шеќерот има неуроангиопатија која што фактички ги нарушува нервните завршетоци и тие пациенти можат да бидат помалку да осеќаат болка од вообичаено, и кај тие пациенти некогаш симптоматологијата не е толку јасна, но сепак во согласно со целата ситуација при едно клиничко испитување може да се каже дека станува збор за недостаток на срцева исхрана. Така да градната болка има различни манифестации, меѓутоа генерално кај левата коронарна артерија пациентот не би промашил дека има проблем со срцето. Добро е што ова го појаснивте.
кога сум разговарала досега не имало вакво појаснување дека може да постојат два типа во однос на лева и десна. И многу ми е драго што ова го појаснивме, за да знаат дидачите, бидејќи како што кажавте, она помешана болка во однос на желудникот и печењето, што многу често се случува кај оние луѓе кои што имаат проблеми со желудникот и со оние нели заболувања на желудникот кои што се специфични за тие симптоми. Да, ова ние го викаме, извини што прекинувам, ова ние го викаме диференцијална дијагноза, значи кога имаме одредена клиничка симптоматологија која што мора да расчистиме од каде доаѓа затоа што се јавува на исто место, и диференцијалната дијагноза фактички кај десниот кај инфарктот на десната срцева артерија е така малку поспецифичен. Поспецифичен, така. Во секој случај да имаат во предвид оние кои што нели не слушаат, а кои што можеби имаат некој проблем со срцето. Причините за појавата, јас еве и во најавата некако напоменав некои од причините. Ајде еве вие како нели стручно лице да не ги потенцирате. Кои се тие причини кои што доведуваат до срцев инфаркт? Често пати говориме и на тема атеросклероза. Тоа е тоа што вие на почетокот го напоменавте, нели протокот на крв, оние згручување на крвта што се јавуваат во циркулаторниот систем кога се запушуваат нели вените. И се надевам дека тоа е причина број 1, меѓутоа како сето тоа доаѓа, има некој процес за да се добие атеросклероза? Повторно идеме во две насоки се движи приказната. Така. Во основа на проблемот е атеросклероза, односно наталожување на масни материи во зидот на коронарните крвни садови. Иако се они наталожени во зидот, сепак она што го спомнавме, ендотелот ја обложува, да кажам, таа масна плака и се уште он е мазен и интактен, иако има наталожени масни артерии во зидот на коронарниот крвен сад, кој што прогресивно расте и прави полека стеснување на тоа место, и тоа ние го викаме атеросклероза. Меѓутоа, во одреден момент ендотелот станува повреден ради инфламација најчесто, и во тој момент он руптурира. Во тој момент, кога ќе се повреди ендотелот, мазниот дел, крвта ја гледа таа повреда и го активира својот, да кажам, тромботичен капацитет, и на тоа место сака да направи залечување на местото, и секогаш тоа залечување започнува со тромбоза, односно формирање на тромботичен материјал, така да доколку едно стеснување од атеросклероза предизвикано би било 60 или 70%, моментот кога ќе случи таа руптура на ендотелот или повреда на ендотелот, нагло протокот заради формирање на тромб паѓа до 99% стеснување или до 100% стеснување, и тогаш не станува веќе збор за атеросклероза, станува збор за атеротромбоза. Така. Сега, истовремено се движи во две работи. Кај постарите луѓе низ годините таа атеросклеротична плака расте, меѓутоа без повреда на ендотелот. Меѓутоа, кај младите луѓе, кога имаме плака која што може да и 20-30% на стеснување, кое што не го осеќаме дека го носиме со себе во секојдневниот живот, доколку настане инфламација на тој ендотел, тој станува многу тенок, до степен буквално како добитам кога пржиме кромит, дебелината на кроминот нагло се намалува. Дури во Јапан направи едно испитување каде што со камера влегува внатре во крвниот сад и ги видува атеросклеротичните плаки од внатре, и тогаш видовме дека тие што има таков нежен ендотел буквално се жолти затоа што се гледа низ нив атеросклеротичната наслака во крвниот сад. Таму каде што е дебела, тоа е бело, не е жолто. Така да сакам да ви кажам колку станува нежна таа облога, и најчесто со тригер фактор како што е покачен крвен притисок, да речеме пациент што немал никогаш проблеми никакви, што оди секој петок на фудбал со другарите, буквално на фудбалска утакмица може таа плака во еден момент заради покачениот крвен притисок да руптурира и веднаш од 20% проток да се намали протокот до 100%, и тоа е фактички нагло настанување на акутен срцев удар, и затоа и се викува акутен, затоа што е секогаш нагло се случува, и тогаш работите стануваат драматични затоа што имаме еден друг феномен кој што срцето нема прикондишенинг, не е навикнато на слаба исхрана. Кога срцето е навикнато на слаба исхрана и кога ќе снема исхрана, не реагира бурно. Меѓутоа, ако настане недостаток на исхрана, кога нема никакво навикнување на срцето, тогаш испадите се може да бидат компликациите големи, и тоа е најчесто причина на смрт кај младите луѓе.
Претпоставам дека кога стана збор за атеросклерозата, сето она што го напоменав, значи покачениот крвен притисок, шеќерот, холестеролот, дебелината, пушењето, алкохолот, сите тие делуваат за да дојде до нив ги нарекуваме ризик фактори за коронарна артериска болест, односно ризик фактори за формирање на атеросклероза. Ризик факторите покрај шеќерот што го знаеме и високиот крвен притисок, покаченото ниво на масти во крвта. Исто така машкиот пол е ризик фактор за коронарна артериска болест. Се до менструалниот период на жената кога прекинува, тогаш нивото на естрогени се намалува и тогаш жената е поизложена на срцевиот удар од мажот. Се смета затоа што била цело време во некоја заштита и телото не се адаптира на таа ситуација, додека мажот цело време е изложен на таа ситуација. Така да жените се изложени после последна менструација повеќе од мажот. Иначе мажот е ризик фактор за коронарна артериска болест. Меѓутоа статистички велат дека жените почесто добиваат. Па ви објаснив како се работи. Значи, и срцев, така. Да, жените се поизложени после последната менструација, значи кога нивото на естрогени хормони е ниско. Тогаш кај жените се појавуваат не само тоа и други проблеми, меѓутоа, нели, тоа е секако и некоја поголема тема. Кога разговарав и со една ваша колешка од неврологија, исто кажа дека за мозочните удари се повеќе застапени кај жените, меѓутоа ако се појават па кај мажите, тие тогаш доведуваат до повеќе до смртен исход. Па сега, покрај тоа машкиот пол што е ризик фактор е и дебелината, односно обезноста. Исто така таа доаѓа со намалената физичка активност. Порано го меревме body mass индексот, сега мериме обим на струк. Исто така, како ризик фактор го напоменавте алкохолот во големи количини. Меѓутоа со алкохолот малку сме не е баш јасен алкохолот како ризик фактор, затоа што до сега, до пред година дена, се сметаше дека 1 до 2 чашки од алкохол дури делува и добро, како го намалува морбидитетот и морталитетот. Меѓутоа над 1 или 2 чашки веќе се зголемува морталитетот и морбидитетот од други заболувања. Инаку големото конзумирање на алкохол го зголемува нивото на мастите, може да го зголеми нивото на шеќер во крвта и така он влие како ризик фактор, да речам, во коронарната артериска болест. Иначе сам по себе алкохолот не е во листата на ризик фактори на коронарна артериска болест. Ако се консумира, нели, онака како што треба, така? Да. Исто така мора да кажам дека често прашање дали кафето е ризик фактор за коронарна артериска болест. Сдруженијето за кардиолози европско тоа го реши пред 10 години, каде што видовме дека кафето не е ризик фактор за коронарна артериска болест, така да дури исто така кафето влие со намалување на морбидитет и морталитет кај коронарната артериска болест. Така да тука негде би се движеле тие ризик фактори за појавата на коронарна артериска болест. Пушењето секако го заборави. Да, така. Кажавме дека 2 до 3 пати ја зголемува смртноста и за коронарна срцева болест и за цереброваскуларна болест. Докторе, кога кај вас веќе ќе дојде некој итен пациент, што потоа? Што следува? Значи, каква е вашата процедура и третманот? Дали секогаш се вградува стент? Обично така оди? Да ни појасните. Кога станува збор за неговото височество, ја го нарекувам миокардниот инфаркт на срцето, приказната е малку поголема од тоа што се случува во болницата. Зошто? Затоа што кога ќе настане намалување, односно немање на проток низ коронарната артерија, кога срцето ќе остане без исхрана, срцевите клетки влегуваат во хибернација, во замрзнување, и они во одредено време својот метаболизам го спуштаат на најниско ниво со цел да преживеат подолго време. И они во тој момент, иако не работат, не учествуваат во контракција на срцевиот мускул, они се уште не се мртви. Овој период, доколку ја отстраниме пречката, односно доколку го решиме проблемот со запушување на коронарната артерија,
миокардот добива исхрана и тие миоцити може да преживеат понатаму иако во одреден период немале доволно исхрана. Затоа дури најдобрата книга на кардиологија Јуджин Браунвалд ја почнува со миокардот е време. Значи времето за кое што ќе отвориме ние коронарната артерија буквално е еднакво на квалитетот на живот и исходот од третманот на акутниот срцев удар. Заради тоа ние веќе, ја мислам дека на клиниката за кардиологија повеќе од 20 години, 24 часа во денот, 7 дена во неделата, 365 дена во годината има програм кој што вклучува дека во било кое време од денот има спремен тим кој што најбрзо што може ќе пристапи на отварање на оваа коронарна артерија. Меѓутоа не секогаш пациентот стига во клиниката за кардиоваскуларни болести Скопје, многу често стига на места низ Македонија каде што нема интервентна кардиологија, нема можност да се оди во сала, така да може да замислите кога тој пациент треба да изгуби 2-3 сати транспорт од тоа место до кардиологија, да се организира работата на кардиологија, се губи 4 до 5 сати време што ние као кардиолози сметаме дека акутен инфаркт е погубно. Значи, она што најмногу може да направиме во првите 2 сати, а се уште може да направиме многу во првите 6 сати од настанување на срцевиот удар, така да многу години се инсистираше на тоа да се воспостави мрежа на интервентна кардиологија буквално на целата територија на Република Македонија. Дури сега има и национален програм за третман на акутниот миокарден инфаркт, каде што се дебатираат сите овие аспекти, како што е времето до третман и слично. Порано, кога не можеше брзо да стигне, се даваше еден лек кој што го разгрицкува тромбот и повторно обезбедува проток, со цел да стигне пациентот до интервентна кардиологија побезбедно. Меѓутоа сега се отворија интервентни кардиологии на целата територија на Република Македонија. Имаме интервентна кардиологија во Тетово, имаме интервентна кардиологија во Охрид, во Битола, во Штип, иако заради технички аспекти, да речеме, моментално интервентна кардиологија во Битола не работи, меѓутоа станува збор за многу комплексни апарати на кои што се извршуваат процедурите и навистина е проблематично да тие се одржуваат адекватно, треба нон-стоп да се трошат средства за да бидат во ред. Така да се отвори во Струмица, така да полека на целата територија на Македонија се обезбедува да доколку настане срцев удар во првите 2 часа се дојде до место каде што ќе може да се отвори таа коронарна артерија. И од тоа зависи степенот на инвалидитетот после срцевиот удар и како што реков исходот. Така да не знам што беше другиот дел од прашањето. Стентирањето. Да. Значи, во моментот кога ќе дојде на клиниката за кардиологија, порано имаше, би реков, лек, ние тој лек го викавме фибринолитичка терапија, кој што го разгрицкува тромбот, а другата стратегија за третман беше веднаш да се оди во сала и со механички пат да се отвори артеријата што е затворена. После огромен број на студии во светот стана јасно дека интервентниот пристап во третман на акутниот срцев удар е најдобриот третман и фактички клиниката и сите клиники полека се организираа веќе, тоест во долго време во таа насока. Пациентот кој ќе дојде на клиниката за интервентна кардиологија, од која ќе биде јасно дека станува збор за срцев удар, веднаш се активира протоколот за третман на тие пациенти, така да се спрема салата во најбрз можен временски рок и веднаш пациентот се симнува во сала. Она што е наша работа како интервентни кардиолози е да ги сликаме тие крвни садови што го исхрануваат срцето и да видиме на која позиција е тоа запушување и понатаму со една процедура која што низ годините порано беше, да кажам, доста комплексна, сега веќе се работи навистина доста лесно заради навистина добриот тим кој што работи низ сите центри за интервентна кардиологија и кардиологија во Македонија. Така да веднаш се отвара таа артерија и после тоа во голем број од случаите се поставува стент. Доколку има време и простор, ја можам да ја објаснам и процедурата, тоа вие ќе кажете, иначе... Може да, накусо може да појасните како оди тоа. Па, прво,
Прво ја пунктираме радиалната артерија, тоа е артеријата на раката, затоа што артериите до раката стигаат од аортата, која што е главен крвен сад, каде што се наоѓаат крвните садови што го исхрануваат срцето. Така да ние користиме радиалната артерија на раката за да стигнеме до аортата и до коронарните артерии. Таму влегуваме со катетри, тоа се шупливи, да кажам, цевчиња кои се долги, и вбризгуваме контраст кој што е радиоосетлив. Иначе апаратите за интервентна кардиологија работат со рентген зрачење. Мора да кажам дека рентген зрачењето има време на полураспаѓање од 160 години, така да целиот персонал што работи во оваа бранша е изложен на рентген зрачење кое што не може никогаш да се ослободи од него. Затоа е многу битно да рентген зрачењето добро се заштитиме од него, меѓутоа генерално целиот тим што работи во оваа проблематика работи на сметка на сопственото здравје. Тоа сакам да биде јасно на сите. Истовремено, заради тоа рентген зрачење го гледа контрастот што го ставаме, што ја исполнува коронарната артерија, и таму каде што има запушување контрастот стои, не се гледа продолжетокот на коронарната артерија. И тогаш има различни жици кои што имаат различни специфичности од анатомијата, избираме каква жица би употребили, со таа жица поминуваме низ тоа запушување. Спомнавме претходно дека тоа е тромботична формација, поминуваме низ тромбот. Сега тој тромб со времето се организира и станува потврд. Прво е мек, после станува тврд. Така да што порано доаѓа пациентот, толку нас би не било дури полесно да поминеме низ таа тромботична формација. И од кога ќе поминеме, фактички зависно од тоа колкав е тромбот, може да направиме аспирација на тој тромб, да се обидеме да извлечеме дел од содржината на тој тромб. И од кога ќе се обезбеди проток, гледаме каде е таа атеросклеротична плака, каде е руптурата на ендотелот, и така бираме која должина и кој диаметар или радиус на стент да употребиме. На тоа место значи се става стентот. Да, стентот е стенлес стил материјал кој што личи на федерче од пенкало, кое што секогаш има различен диаметар, он е на балон поставен. Ние одиме до местото каде што е стеснувањето и таму со балон го експандираме стентот да влезе фактички во зидот на крвниот сад и веќе се однесува како арматура која што го држи тој повреден крв. Прави проток на крвта, така. Проток, да, и фактички го држи да биде отворен тој крвен сад на тоа место. И со тоа се обезбедува проток и се обезбедува да делот што бил без исхрана да повторно добие адекватна исхрана. Процедурите траат не повеќе од саат време, исклучително ретко кога има некои сериозни компликации, знае да трае и повеќе процедурата. Некогаш навистина се комплицирани овие процедури, зашто стеснувањето и запушувањето се наоѓаат некогаш на рачиште на две артерии, некогаш се наоѓа на самиот почеток на излезиштето на артерија. Се извинувам што ќе ве прекинам, се случува понекогаш да треба и два стента одеднаш да ставите на две места? Секако да. Некогаш зависно од тоа каков наод ќе најдете. Да, некогаш лезијата е подолга од максимално долгиот стент што го имаме. И тогаш мораме да поставиме два стента. Некогаш има запушувањето настанало на едно место, а подолу имаме уште едно стеснување, па мораме и двете да ги стартираме за да протокот биде добар. Некогаш покрај запушувањето на една артерија имаме високо степено стеснување на другата артерија, па треба да процениме дали треба и тоа да го отвориме или не, за да пациентот има подобар исход. Како и да е, има секакви можности и варијанти во третманот и користењето на стент. Доктор Спировски, има ли трајност еден стент? Не. Не? Значи кога веќе еднаш ќе биде поставен, тоа е... Не, он се обложува, после со материјал, со ендотел, тоа за тоа може да разговараме подоцна, и на крај станува дел арматура на коронарниот крвен сад. Меѓутоа, морам да кажам дека развојот на стентовите низ годините постојано се развива и развива. Во последно време беше направен напор да се направи стент од целулоза, кој што после поставувањето во коронарната артерија, он буквално се топи и исчезнува во рок од 6 месеци. Меѓутоа, првичните да кажам очекувања беа многу големи, меѓутоа понатаму видовме
дека тој стенд фактички е добар во одредени услови, во одредени ситуации, не е добар сегде, не може да ни послужи сегде добро, така да како опција служи секогаш во третман на акутен миокарден инфаркт, меѓутоа генерално не секаде. Така да очекуваме и во иднина да се менуваат нештата цело време. Така, потоа од кога нели ќе претпоставам дека неколку дена можеби ќе бидат пациентот во болнички услови, потоа оди дома, дали следува некоја терапија која што постојано треба да ја користи? Апсолутно да. Најбитната ситуација е дека стентот кој ќе го поставиме на местото на тоа стеснување, тоа е сепак страно тело во телото. И протромботичните сили би сакале да реагираат и на тоа место, исто како што реагирале на руптура на ендотелот. Меѓутоа, ние даваме лекови кои што фактички ги блокираат рецепторите на тромбоцитите и ги спречуваат да се здружуваат едни со други. Фактички ги оневозможуваме да направат пак тромботична формација на местото каде што е поставен стентот. Ние тоа го викаме дупла антиагрегациона терапија, таков лек порано сите го знаат, тој лек е аспиринот, сега е и клопидогрелот, а во поново време и прасугрелот, така да буквално на пазарот, конкретно Евелкалоид, успеат да ја прати светскиот тренд и го имаме прасугрелот на располагање, еден од подобрите, да кажам, антиагрегациони средства во моментот покрај аспиринот. Така да таа дупла антиагрегациона терапија е секогаш во игра и е многу битна во понатаму, се додека ендотелот и крвниот сад не го обложи тој стент и не стане он невидлив за протромботичните сили во крвта. Тоа обично се случува после година дена, во некои случаи може и пократко време да се случи, некогаш и подолго, зависно од тоа како кој стент е употребен, меѓутоа генерално за година дена ние веќе таа дупла антиагрегациона терапија намалуваме само на еден антиагрегационен лек, доколку пациентот нема проблеми со аспиринот во смисла на повреда на желудникот, тоа е најчесто аспиринот, меѓутоа ако има такви проблеми, тогаш останува само клопидогрелот или прасугрелот без аспирин во игра. Цела друга терапија, исто така што е битно во тој момент, се статините, тие се лекови за намалување на мастите во крв. Тоа доста често прави забуна кај пациентите, затоа што велат, па моите масти се нормални, немам потреба да земам лек за намалување на мастите. Меѓутоа, ние тој лек видовме дека ја намалува инфламацијата на ендотелот и ни дава подобар исход кога е тој лек во игра. Затоа сите пациенти што се третирани со акутен миокарден инфаркт и со стент, ќе видите дека имаат дупла антиагрегациона терапија, дека имаат статин, односно лек за намалување на мастите во крвта. Сега, покрај тие три лека, другото зависи од исходот, дали инфарктот бил јак, колку повредил од срцевата маса, дали пациентот има притисок, дали има брза срцева работа. Значи, другите лекови би биле во зависност од тоа каков е исходот од срцевиот удар. Иначе во најдобара варијанта, кога пациентот оди без компликации и кога се е во ред срцевиот удар, се третира за 4 дена пациентот веќе може да биде во состојба да ја напушти клиниката. Кога е се без компликации, доколку има компликации, некогаш хоспитализацијата е поголема од 4 дена. Меѓутоа 4 дена како е минимумот кој што мора да го обезбедиме за да се опорави пациентот. Доктор Спировски, секогаш кога говорам за инфарктите без разлика мозочни или срцеви, прашувам кој ви бил најмладиот пациент кој што сте го третирале или стентирале? Во мојата кариера, од моите случаи, најмлад пациент беше еден пациент од едно село Гостиварско, 21 година имаше пациентот. Имаше голем преден срцев удар, кој што и покрај тоа што ја отворивме коронарната артерија, тој срцев удар направи голема повреда на срцевиот мускул, така да не срцевата сила после тој срцев удар беше намалена и тој пациент навистина живее живот со ограничени физички активности и со доста
доста да кажам проблеми. Така да генерално што порано се јави срцевиот удар, толку веројатно може потежок да биде исходот од срцевиот Кога удар. говоревте предходно околу возраста, кажавте дека оние повозрастните имаат срцев инфаркт поради тоа што нели со текот на старењето се наталажуваат нели масните наслаги. Меѓутоа кажавте дека кај помладите ако се јави срцев инфаркт повеќе предизвикува компликации, ако ве разбрав точно. Зошто? Да. Зошто уште еднаш да појасниме и да потенцираме како да се однесуваат тебе, бидејќи некако ми се чини дека повозрастните се многу по како да кажам, попедантни, повеќе се испитуваат постојано, нели испитуваат крвна слика, внимаваат на себе, а некако помладата или средна генерација некако ми се чини дека помалку се грижи за здравјето. Видете, тоа веројатно прво е нормално. Второ, не можам да кажам дека е целосно точно. Сме виделе и таков случај, сме виделе и ваков случај, навистина тоа е доста индивидуална карактеристика. Не би требало да правиме разлика меѓу младите и старите. Приказната мора да биде јасна, дека симптомите мора да се препознаат на време, мора да се реагира на време и мора најбрзо што може да се третира пациент кој што има акутен срцев удар. Иако ова што го збораме доста едноставно, ние со децении се трудиме да ова го постигнеме кај пациентите и се уште не може да успееме во таква ситуација. Мојот последен акутен срцев удар што го работев беше вчера доцна на полнок. Пациентот имаше симптоми од петокот. Значи, пациентот 48 часа не бил сигурен во манифестацијата на симптомите што ги има, затоа што, да кажеме, срцевиот удар пред да дојде, има еден, ја го нарекувам феномен на прва атака, односно кога руптурира ендотелот, еден краток период, 3 дена, можеби 4 дена или 2 дена непосредно пред срцевиот удар, пациентот може да почувствува болка во градите, краткотрајна, која што може да тивне за 15 минути, за половина час, за 1 час, и тогаш пациентот мисли дека ситуацијата завршила и после доаѓа за некој одредено време срцевиот удар во полна манифестација. Така да болките во гради би требало да не се занемаруваат, така. Да не се занемаруваат, иако од диференцијално диагностичка смисла има многу состојби кои што може да предизвикаат болки во градите. И доколку и они влезат во игра, тогаш ќе биде навистина премногу луѓе може да дојдат да побараат помош. Мора медицинско лице, односно примарната здравствена заштита, да им помогне на одреден начин на пациентите да видат дали станува збор за срцев удар или не, или дали значи нешто таа градна болка. Сега понатаму да се оди со третман. Доктор Спировски, секогаш кога говориме ајде да се превенираме, да си го сочуваме нели срцето во добро здравје, говориме на тоа како треба да го правиме тоа во секојдневието. Нели честопати одиме да знаеме и да провериме и крвна слика. Дали е само тоа доволно ако немаме покачани масноти, покачен шеќер, покачен крвен притисок, да сметаме дека нашето срце е во добра здравствена состојба, или пак ако чувствуваме и некои други пропнати симптоми, кои би биле тие, па за да можеме да појдеме и на кардиолог, па и да направиме едно ехо на срце, да се проверат нели артериите на срцето и така натаму. Што би било добро, како да постапуваме ние во секојдневието за да не дојдеме во ситуација да се соочуваме со срцев инфаркт? Прво мораме да имаме оптимизам и да немаме страф. Хипохондријата треба да ја елиминираме, затоа што хипохондријата е стрес сам по себе кој што може да биде ризик фактор понатаму. Значи прво мораме да бидеме сигурни во сопственото здравје. Значи тоа е многу битна ситуација. Понатаму мора да правиме се што овие ризик фактори што ги спомнавме ќе ги држи под контрола. Во смисла да правиме се што можеме да не ја пречекориме телесната тежина, да правиме се што можеме за да го намалиме внесот на јагнен хидрат и присуството на шеќер во крвта, да намалим да го навикнеме телото на покачена срцева фреквенција, тоа се да кажам кондициони припреми, прошетки во природа, прошетки на рамно. Едно време беше доста популарен и џогингот, меѓутоа мора да кажам дека не сите луѓе може да џогираат, значи секој мора да адаптира на своите да кажам афинитети за да остане во движење. Во последно време гледаме дека сонот е многу битен момент како стрес фактор, односно како тригер фактор на настанување
на срцевиот удар, така да сонот е битен момент што секој од нас би требало да инсистира да биде присутен адекватно. Кога ќе дојде време за одмор, советот наш секогаш за пациентот, кога ќе дојде време за одмор, треба да се одмара. Така треба понатаму. Значи не може и сабота се работи, не може и недела се работи, не може сонот да го нема 3-4 дена поред. Едноставно тоа може да стане ризик фактор кој што ќе направи понатаму драматични проблеми. Меѓутоа, исто така гледаме и дека генетската предиспозиција е во голема мера во игра. Например, мојот пациент последен, пак ќе кажам, беше на 50 годишна возраст, имаше брат со срцев удар на 40 годишна возраст, чисто татко починал во рана возраст, така да некогаш и генетската предиспозиција води кон поголеми шанси за појава на срцев удар. Така да доста работи се во игра, некои од нив се менливи, некои се неменливи, меѓутоа генерално ние треба да се трудиме работите што се менливи да ги држиме под контрола. Так. Оно што можеме ние лично да делуваме, а тоа е, како што кажавте, да внимаваме на своето здравје, на исхраната, на внесот на на цигарите, на онаа храна која што може да ни предизвика или повеќе масноти и прекумерна тежина, значи да се храниме здраво, да практикуваме физичка активност кој колку може, нели? И секако добро би било да понекогаш можеби да појдеме да го провериме срцето. Ситуацијата со короната е сега една интересна ситуација. На сите им го намалува движењето. Така. Во превод на сите им паѓа кондиционата спремност и ако се повеќе луѓе наоѓаат начин прошетки во природа на планини да се раздвижуваат, се уште времето ни служи добро, така да се уште може да го искористиме овој период за раздвижување, меѓутоа мора да бидеме свесни дека наскоро ќе дојде и загадувањето и ладното време, дури ситуацијата со пандемија, така да тоа ќе не затвори дома и секој од нас мора тоа да го има во предвид дека физичката кондиција фактички она што очекуваме е да се намали. Да, во секој случај. Така да во моментот веројатно кога ќе биде дозволено да се раздвижуваме, тоа ќе биде период каде што ќе треба бидеме многу внимателни. Значи едноставно тогаш ќе ја плати секој треба биде спремен да го плати цехот на своето однесување во време на пандемија и во време на локдаун, да речеме некој принуден локдаун. Така да мора да најдеме начин да бидеме физички активни на некаков начин и истовремено да бидеме креативни, што ќе му помогне на менталното здравје, затоа што менталното здравје веќе опасно се нарушува заедно со физичкото здравје. Така да моја препорака за овој било некаква креативност и некаква физичка активност дека е решението во оваа ситуација. Так. И се надевам дека во ваква состојба, како што кажавте вие, во време на пандемија, оние кои што имаат срцеви проблеми, уште еден апел дали треба навистина да се чуваат, бидејќи кажавме дека нели ковид вирусот прави компликации и дополнителни на здравје, а не само на болни. Многу работи не се јасни со короната и со ковид. Так. Се уште не се јасни за нас како лекари. Меѓутоа, оно што гледаме е дека во услови на настапнување на таа цитокинска бура, односно во услови кога кај пациентот вирусот напаѓа малку поинтензивно него вообичаено, многу е битно да нема други заболувања. Во услови кога постојат други посериозни заболувања, исходот може да биде многу понесакан. Например, сите со хронични повреди на плуќата и сите со хронични повреди на срцето би требало да бидат многу повнимателни околу шансите дали може да причина повеќе уште еден апел вака како за крај да упатиме до нашите гледачи дека навистина требава сериозно да го сватат што се случува со пандемијата и навистина веќе еднаш да почнат да ги почитуваат оние препораки, да седат дома, да не се групираат, да одржуваат дистанца, да носат маски, се она што треба за да се заштитиме да не се шири вирусот. Да, меѓутоа мора да биде јасно. Ковидот ги истоштува сите наши капацитети, буквално на здравствениот систем.
Меѓутоа мора да кажам дека и природата на човекот е таква дека навистина не може комплетно да се изолира во ваквата ситуација, само треба да користиме мерките за заштита најсериозно што можеме и да го намалиме бројот на контакти. Мораме тука да завршиме. Ми беше задоволство што бевте мој соговорник денес. Останува соработката, па се надевам со некоја друга тема повторно ќе бидете дел од ваш термин. Ви благодарам и на вас, ми беше пријатно вашето студио, се надевам и понатаму ќе се гледам. Секако. Почитувани гледачи, тука јас ќе поздравам за денес. Се надевам дека сето она што го слушнавте беше од ваша корист. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, чувајте се и слушајте ги препораките на Министерството за здравство. А ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.